Денеска се одбележува Меѓународниот ден на ромите. 8 април е прогласен за Меѓународен ден на ромите на првиот светски конгрес на ромите, одржан од 4 до 8 април 1971 година во Лондон. Ова е веста со која го започнуваме првото издание на Урбаните вести од оваа работна недела. Познати новите градоначалници во Скопје. ОПСЕ ги соопшти резултатите од наблюдувачката мисија. Цивил истакна дека инциденти и нерегуларности има и во вториот круг. Од 9 до 15 април 25-то јубилејно издание на Саемот на книга. Денови на образование и кариера на Скопски саем од 10 до 12 април. ДИК излезе со конечни резултати од пребројувањето на гласовите од вториот изборен круг. Изгласани се новите градоначалници. Еве на колку граѓаните им ја дадоа довербата. Државната изборна комисија ги објави резултатите од вториот изборен круг. Во вториот круг се избираа градоначалници во 29 општини и во градот Скопје. Првиот круг се прегласуваше на 3 избирачки места во Струмица и на едно во општина Долнени. Нов градоначалник на град Скопје е Коца Трајановски од ВМРО ДПМНЕ со 59,35% од гласовите, пред Јани Макрадули со 36,43%. Во Ѓорче Петров победи Сокол Митровски од ВМРО ДПМНЕ со освоени 50,39% од гласовите, наспроти Александар Наумовски од СДСМ со освоени 46,43%. Досегашниот градоначалник на општина Карпа Штефчо Јакимовски доби уште еден мандат со освоени 63,36% од гласовите, но овој пат тој ја представува Српската напредна странка. Неговиот противкандидат од СДСМ Андреј Петров ја изгуби борбата за Карпош со освоени 28,15% од гласовите. Досегашниот градоначалник на општина Бутел Петра Латиновски од ВМРО ДПМНЕ доби уште еден мандат, трет поред, со освоени 65,13% од гласовите, пред Коста Начевски од СДСМ со освоени 31,14%. Општина Центар доби нов градоначалник. Андреј Жерновски од коалицијата Сојуз за еднината освои 50,29%, а Владимир Тодоровиќ од ВМРО ДПМНЕ 46,86%. Во Чаир победи Изет Меджити од ДУИ со освоени 62,72%, пред Мухамед Тачи од ДПА со 26,66% од гласовите. Во Арачиново победи Брахим Ајвас од ДУИ со 52,11% освоени гласови, пред независниот кандидат Бастри Барјами со 47,14% освоени гласови. Право на глас во вториот круг од локалните избори имаа 1.103.175 граѓани на 1.614 избирачки места. Шефот на наблюдувачката мисија за изборите на ОПСЕ ОДИХР Герт Хайнрих Аренс на денешната пресконференција ги соопшти резултатите од спроведените локални избори 2013. Повеќе детали од прилогот на Ивана Митковска. Како и првиот круг од изборите и вториот круг од локалните избори во Република Македонија е ефикасно спроведен и изразено конкурентен, но останува недостигот од рамноправен терен за надпревар, е правичната оценка на наблюдувачите на ОПСЕ и ОДИХР. Денот на изборите и во вториот изборен круг поминал мирно и процедурите во голем број биле почитувани, но и во текот на вториот изборен круг повторно биле забележани случаи на групно гласање. Продолжија и наводите за заплашување на гласачи како и злоупотреба на државните ресурси, истакна шефот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ Герт Аренс. Кампањата остана активна и мирна, иако тонот стана понегативен при што некои кандидати ги обвинија своите противници за наводни незаконски активности во првиот круг. Продолжија наводите за заплашување на гласачи и злоупотреба на државните ресурси. Аренс истакна дека пристрасното и партиско медиумско покривање и мешањето на владините и партиските активности довеле повторно до нерамноправен терен за надпревар меѓу кандидатите.
Од наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР посочија и дека по првиот круг на гласање се јавила зголемена загриженост за точноста на избирачкиот список, бидејќи Државната изборна комисија не дозволила некои граѓани да гласаат во вториот круг, поради прашања кои се однесуваат на нивното живеалиште кое е надвор од Македонија, а биле запишани во избирачкиот список. Според Аренс, приватните и јавните електронски медиуми кои беа наблюдувани од страна на ОПСЕ и ОДИХР продолжиле да бидат пристрасни во полза на владеачките партии и во текот на вториот изборен круг. Конечниот извештај, вклучувајќи ги препораките за евентуални подобрувања, наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР ќе ги презентира за 8 недели по завршувањето на изборниот процес. Локалните избори оваа година, според прелиминарната оценка на Цивил, не може да се каже дека беа слободни и ненасилни. Структурното насилство беше присутно пред и во текот на целиот изборен период, информираат од Цивил. Во проектот Слободни и ненасилни избори за да учество 160 луѓе од Цивил, распоредени низ целата земја. Андреја Димитриевска. Наблюдувачите и активистите од работните групи за превенција на Цивил и вчера на денот на гласањето во вториот круг на локалните избори 2013 регистрирале повеќе случаи на нерегуларности и инциденти во повеќето општини каде што имаше втор круг или прегласување. Од Цивил денеска информираат дека структурното насилство било присутно пред и во текот на целиот изборен период, како и злоупотребата на институциите и ресурсите на локално и централно ниво била систематска и масивна. Политичките партии со својата предизборна кампања не бирале ниту зборови, ниту средства да извршат силен притисок врз гласачкото тело. Недемократските методи и незаконското однесување станаа правило и секојдневие, изјавуваат од Цивил. И покрај тоа што не се регистрира големи инциденти и директно насилство, овие локални избори уште еднаш покажаа дека се отворени големи и сериозни прашања на системот и неговата злоупотреба од главните актери во изборниот процес. Голем дел од кампањите беа долготрајни, исцрпувачки и подземни и не им дозволуваа на гласачите да гласаат слободно и по своето убедување, туку беа условени на различни начини да гласаат онака како што мислеа дека ќе биде најмалку штетно по нив за нивната екзистенција или безбедност. На овие избори отворено се спроведе груба демографска интервенција, и тоа за етнички и за партиски цели. Сиромаштијата беше силно злоупотребена на овие избори на многу начини, само за да се задоволат апетитите за... Од Цивил дополнуваат дека долга била листата на нерегуларностите, семејно и групно гласање, агитирање и прекршување на изборниот молк, организиран превоз, јавно гласање, подкуп на гласачите, закани, недостатоци со избирачкиот материјал, зголемен број на наводно неписмени, инвалидизирани и болни лица, членови на избирачки комисии без легитимации, претерано присуство на полиција, како и на високи државни функционери се забележаа во општините Центар, Ѓорче Петров, Аеродром, Чаир, Карпош, Гостивар, Куманово, Старо Нагоричане, Јагуновце, Кочани, Делчево, Теарце, Бравеница, Тетово, Струга, Битола, речиси во сите 29 општини каде што се гласаше вчера. Притисоци и попречување во работата на наблюдувачите на Цивил и други организации забележани се на повеќе избирачки места, информираат од Цивил. Што се однесува до медија мониторингот, тимот на Цивил во изминатиот период секојдневно работеше на квалитативна анализа на новинарските текстови и при тоа нели утврдувавме дали во нив има прекршување на законската рамка и професионалното работење. За жал и овој пат, мислам на периодот на кампања пред вториот круг на гласање за овие локални избори, голем дел од медиумите беа послушни инструменти на политичките актери и за жал само ја потврдија сликата за земја во која слободата на говорот и медиумите се на многу ниско ниво. Весниците секојдневно се мониторирани, истото се однесува до порталите, интернет порталите. Цивил го проследи избирачкиот процес и во вториот круг на изборите во рамки на проектот Слободни и ненасилни избори со околу 160 лица распоредени претежно во општините каде што имаше втор круг или прегласување.
Најголемите домашни издавачи, но и издавачите од регионот ќе се представат на 70 штандови на 25-тото јубилејно издание на Саемот на книга во Метрополис Арената од 9 до 15 април. Оваа година Министерството за култура даде поддршка на кампањата за акцијата Подари книга, подари богатство, на конкурсот за финансирање на проекти од национален интерес во културата за 2013 година. Од утре па се до 15 април љубителите на пишаниот зборки имаат можност да уживаат во 25-тото јубилејно издание на Саемот на книга во Метрополис Арената. Ова издание на Саемот на книга на едно место ќе ги собере најголемите домашни издавачи, како и издавачите од регионот Србија, Албанија, Италија и Шведска, кои ќе се представат на 70 штандови. Оваа година Министерството за култура даде поддршка на кампањата за акцијата Подари книга, подари богатство, на конкурсот за финансирање на проекти од национален интерес во културата за 2013 година. Почетокот на оваа кампања, која треба да има подолготроен ефект, сепак својот символичен почеток ќе го има токму на една од најзначајните културни манифестации, која обезбедува најголема концентрација на дела од домашни и странски автори, современи и класични литературни дела, стручна, научна и белетристичка литература, учебници и училишни прирачници, енциклопедии и дела од областа на културата и уметноста. Саемот ќе организира и секојдневни промоции на издавачите и средби со авторите. Наша цел и заложба на организаторот беше на македонските читатели да им ја доближиме книгата, да овозможиме на нашите граѓани да се запознаат и со ремек делата создавани во светот на литературата, односно да им укажеме на достапноста на овие дела, кои се веќе дел од библиотечните фондови во нашата земја и кои може да се најдат, се разбере, и во наменската отворена читалница 1000 книги во градскиот трговски центар која ја отвори владата на Република Македонија. Вообичаено богатата понуда на издавачката продукција овозможува силна конкуренција за избор на најдобро издание меѓу двата саема, избор на најпродавана книга на саемот, како и наградата за најдобар книжар на годината во Македонија, кои се доделуваат од страна на Сдруженијето на издавачи и книжари на Република Македонија. Читателите во рамки на саемот ќе може да ги следат промоциите на најновите изданија и на нивните автори на голем број домашни и странски издавачки куќи, како и доделувањето на повеќе награди. Сдруженијето на издавачи и книжари на Македонија годинава традиционално ќе ги додели наградите кои ги доделува во 5 категории. Прва категорија најдобро оригинално издание од областа на литературата, науката, културата и уметноста меѓу двата саеми. Втора категорија најдобро ликовно графичко обликување и дизајн на книга, едиција меѓу двата саеми. Трета категорија најдобро илустрирана книга или сликовница меѓу двата саеми. Четврта категорија наградата Јаков од камена река за најдобра компјутерска обработка за печат или отпечатана книга или едиција меѓу двата саеми. И петтата награда традиционално се избира најдобар книжар меѓу двата саеми. Работното време на Саемот на книга е од 10 до 20 часот. Цената на влезниците за Саемот на книга за посетители е 30 денари, а за организирани групни посети 20 денари. Оваа година се очекува посета од околу 40.000 посетители. Започнувајќи од среда па се до петок на Скопскиот саем ќе се одржуваат денови на образование и кариера. Целта на настанот е на едно место да се овозможи систематско информирање на идните академски граѓани за понудите на домашните и странски образовни можности. Оваа година партнер на манифестацијата е Цел Глобал од Индија, а сите заинтересирани граѓани ќе може да ја посетат оваа манифестација од 10 до 20 часот. Томислав Атанасовски. Денови на образование и кариера е манифестација која од 10 до 12 април ќе се одржува на Скопскиот саем. Организирањето и одржувањето на еден ваков настан е водено од потребата за запознавање и правилно насочување на младите луѓе кои имаат интерес за посовремено, квалитетно образование и стручно усовршување. Целта е на едно место да се овозможи систематско информирање на идните академски граѓани за понудите на домашните и странски образовни можности. На штандовите институциите ќе остварат директна комуникација со сите заинтересирани, додека преку програмскиот дел на манифестацијата, преку презентациите, ќе ги представат своите програми и можности за студирање на универзитетите. Целта, интенцијата на оваа манифестација е на едно место да ги собереме сите високообразовни институции, домашни и странски, значи домашни државни и приватни универзитети и странски универзитети, каде што на младите луѓе ќе им се овозможи на едно место со директен контакт да се определат за својата иднина, да добијат повеќе информации за образовните програми што се ги нудат универзитетите и на свој виден влог во иднината си прават, односно долгорочна инвестиција за
својата професионална ориентација. Повеќе од 15 години Образовниот информативен центар Скопје работи во делот на информација за можности за студии и при тоа стипендирање на македонската јавност. Долги години сме веќе соработник на Скопскиот саем во однос на денови на образование и кариера. За прв пат оваа година имаме во текот на траењето на овие 3 саемски дена доделување на можности за стипендирање, секако дека кандидатите треба да ги исполнуваат условите. Би го издвоила Американскиот коледж од Солун, кој што во текот на 3 дена ќе прави тестирање за доделување на додипломски и постдипломски стипендии во целост. Значи, тие би доделиле 5 стипендии, односно 2 се за додипломски и 3 се за мастер, за MBA програмите, во целост за оние кандидати кои што успешно ќе го поминат тестирањето. Тестирањето ќе се одвива овдека во управната зграда. Паралелно со тоа, Перотис коледжот повторно од Солун доделува 10 целосни стипендии за најуспешните и оние што ќе аплицираат за време на саемската манифестација, и HALT International Business School, тоа е една елитна институција во светот која што ќе додели 5 стипендии за сите нивоа во различно вредност за додипломски, постдипломски и за MBA, односно Executive MBA програм. Овој настан е наменет за студентите од сите степени, како и ученици од средно образование и идни студенти кои треба да донесат правилна одлука за нивната натамошна професионална ориентација. Посебен акцент ќе биде ставен на овозможените стипендии кои одредени институции ќе ги доделат за време траењето на саемот. За време на саемот ќе се доделуваат 19 стипендии за додипломски и постдипломски студии на странски универзитети според однапред утврдени критериуми на институциите во вкупна вредност од 280.000 евра. Ке се представат 40 на приватни и државни универзитети со повеќе од 170 факултети од Македонија и странство. Во текот на 3 саемски денови ќе бидат одржани презентации во посебен панел за презентација во Хала 2. Во текот на саемските денови предвидени се и музички настапи и перформанси на македонски естрадни звезди и културни дејци. Истовремено ќе се одржува и 25-то издание на саемот на книгата, а влезниците за двете манифестации ќе изнесуваат 30 денари, а за организирани групни посети на ученици ќе изнесуваат 20 денари. Градоначалникот на општина Газиба Батони Трајковски денеска ги промовираше проектите од изборната програма во општината кои ќе бидат започнати во месец април. Дел од нив се изградба на фекална канализација за Трубарево и Гоце Делчев, подпишување на договор со Светска банка за изградба на основното училиште Григор Прличев, замена на водоводна мрежа во Стајковци и уште многу други проекти кои се од големо значење за жителите на општината. Ќе започнеме со изградба на фекалната канализација за населените места Трубарево и Гоце Делчев, односно за 6000 жители. Вредноста на овој проект е 18 милиони денари. Деновиве ќе подпишеме договор за кредит со Светската банка за изградба на новото основно училиште Григор Прличев во населбата Железара и после 50 години во населбата Железара оваа година ќе започнеме со изградба на новото основно училиште. Вредноста на овој проект е 91 милион денари. Почнеме со замена на водоводната мрежа во населеното место Стајковци. Овој проект ќе го работиме со јавното претпријатие Водовод и канализација. Водоводната мрежа ќе биде во должина од 6 км. Вредноста на овој проект е 20 милиони денари. Исто така за овој месец се планира изградба на фекална канализација и водоводната мрежа на улица Товарник 1 во Камник. Вредноста на овој проект е 6 милиони денари. Изградба на мултифункционално игралиште во населбата Керамидница. Овој проект е со вредност од 2,5 милиони денари. До крајот на месец април ќе го завршиме проектот замена на улични светилки со енергетски ефикасни светилки. Односно, ќе го комплетираме целокупниот проект со замена на 6600 светилки. Вредноста на овој проект е 54,6 милиони денари. Изградба на улица која што ќе ги спои улиците Методија Андонов Ченто и Сречко Пужалка со изградба на 2 тротоари и комплетно осветлување на улицата. Вредноста на овој проект е 5 милиони денари. Изградба на парк пред културниот дом во Ченто со изградба на патеки, детско игралиште, постување на урбана опрема и хортикултурно уредување. Вредноста на овој проект е 1,5 милиони денари. До крајот на овој месец ќе го пуштиме во употреба и новиот објект кој што ќе биде шелтер центар за згрижување на жртви од семејно насилство, кој го градиме со поддршка на Министерството за труд и социјална политика и UNDP. Вредноста на овој проект е 1,7 милиони денари. За населените места Црешево, Смилковци, Виниче, Булачани и Раштак, деновиве започнуваме со
изработка на проект за фекална канализација. Тоа така во овој дел од годината, во месец април, планираме да изградиме планинарска рекреативна патека на падините на Скопска Црна Гора, во атарот на селото Раштак, и овој проект ќе биде некаде со вредност од 1 милион денари. Отворање автокампови во секоја општина, мапирање 200 планинарски патеки и уште толку стази за планинарски велосипедизам, како изградба на нови планинарски домови се само некои од владините проекти што треба да ја остварат планинарската проекција, двоцифрен раст на туризмот. Како што истакнал директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Јордан Трајков, сето ова ќе овозможи нов туристички производ што ќе привлече поинаква категорија туристи, кампери, кои досега речиси воопшто не доаѓаа во Македонија. Се работи и за иницијативата за донесување закон со кој покрај планинарските патеки и планинарските домови ќе бидат опфатени и планинарските водичи, струка која кај нас се уште е дефицитарна. За проектот планинарски патеки веќе се обезбедени 25 милиони денари од програмата за рурален развој. За автокамповите пак се дефинирани 6 локации на државно земјиште. Според Трајков, минатата година се остварија предвидувањата за двоцифрен раст на бројот на туристи споредено со 2011 година. И за оваа 2013 се очекуваат исти резултати. Дизелот од ноќаска на полноќ поскапува за половина денар, а цените на бензините остануваат непроменети. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на евродизел ќе изнесува 70,5 денари за литар. За половина денар се зголемува и цената на екстра лесното масло за домаќинство, кое ќе се продава за 59 денари за литар. Малопродажната цена на Евросупер 95 останува 82,5 денари, а на Евросупер 98 за 84 денари за литар. Не се менува и цената на мазотот, која изнесува 42,471 денар за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 106,971 долар за барел и е за 0,80 пониска од просечната цена на суровата нафта, по која беа формирани таковните цени на нафтените деривати. Во останатиот дел од урбаните вести уште ќе гледате. Спорт. Гостински победи во второто коло од кошаркарската Суперлига на Македонија. Актуел Том Круз го снима петото продолжение од невозможна мисија. Гостински победи во второто коло од кошаркарската Суперлига на Македонија. Победи на МЗ Скопје, Работнички и Фени. Ова е само една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.